Му благодарим на Господа за приликава што еви денес сме повторно заедно уочи најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, кај што многу човечки срца ќе бидат повеќе отворени за примање на речта Господова и ќе размислуваат за овој голем настан кој се случил пред повеќе од 2000 години. Еви, ние денеска ќе посветиме внимание и ова размислување носи наслов Христос воскресе. Дали е важно Христовото воскресение, браќи и сестри? Може да кажеме дека Христовото воскресение е срцевината или сршта на христијанството, најголемо библиско чудо. Ако навистина Христос воскреснал од гробот, тогаш е тоа поинако. Но ако Христос не воскреснал, тогаш сите наши надежи, сета наша вера е заснована на ништо. И токму денеска, еве, ќе посветиме внимание да размислуваме за Христовото воскресение. Ако Христос не воскреснал, нашата вера е взалудна, вели апостол Павле. Залудна е нашата вера. Ако Христос и понатаму останал во гробот, и ние ќе видиме сега некои тумачење, некои размислувања, некој не верува дека Христос воскреснал, дека тоа е лага. Но сепак ние како христијани чврсто веруваме дека Библијата е веродостојна книга и она што таа го запишала, и ние ќе видиме колку луѓе пишувале за Христовото воскресение. Така да имаме голема потпора и подпирач во Библијата, во библиските извештаи. Кога ќе се најдеме кај некое мртво тело, некој што сме го сакале, другарувале, дали тоа родител, дали пријател, дали комшија, тек тогаш сваќаме колку е вредно и важно воскресението. Кога ќе се одвоиме од тоа тело, од тој наш покоен, тие мигови во нашиот ум провијуваат прашање дали ова средба, ова разделба е вечна или пак ќе дојде ден, како што Бог вели, како што Библијата вели, кога повторно ќе ги отвори очи таа наша покојна особа, односно личност. За многу луѓе не е лесно да се верува дека воскресението е можно. Браќи и сестри, човечките можности, односно човечките сомнежи може да бидат здрави ако некој сака да ја знае вистината. Но тие се нездрави ако служат како оправдување за живење спротивно на откриената вистина. Знаете која е најчеста критика кога е во прашање Христовиот живот или Христовото воскресение? А тоа е мислење дека Христос никогаш не воскреснал, дека тоа е лага. И таа лага еве се протега повеќе од 2000 години. Некои тврдат, критичари на Библијата и на овој настан, дека Христовото тело останало во гробот, а учениците отише на погрешен гроб. Кога една од жените отишла да им јави во Јерусалим, кој првин трчал да дојде до гробот? Петар и Јован. Бидејќи тие биле толку уплашени, толку избезумени во страв, отише на друг гроб кој тек бил ископан и виделе внатре празен гроб. Некои, критичари на овој настан така го тумачат Христовото воскресение. Значи, учениците биле збунети, тотално под стрес, под психолошки притисок. И едноставно, воопшто не го нашле вистинскиот гроб, отише на погрешен гроб. На некој новоископан гроб. Тие виделе дека гробот е празен и поверувале дека Христос воскреснал. Но ајде да се сложиме дека е така. Не биле пијани, туку биле збунети, уплашени, немале вистинска ориентација, но што ќе кажеме со Јосиф од Ариматеја? Чиј бил гробот во кој Исус бил погребан? На Јосиф. Јосиф бил собственик на таа гробница. И не можел Јосиф да отиде на погрешен гроб. Бидејќи тој фатил луѓе, изнеми луѓе да го ископат гробот. Во тоа време не можел секој да има гробница. Тоа било скапа работа. Зашто ги уклесувале, ги клеселе во каменови. Така да невозможно е да и Јосиф да отишол на погрешен, на тук гроб. Еве го текстот читаме во Матеј, значи во 27 глава од Матеј, 57 до 6 стих. А кога се стемни,
dojde bogat čovek od Arimateja, po ime Josif, koji sami beše Isusov učenik, samo ne beše u ta 12. grupa, koji otide pri Pilata i go pobari Isusovo to telo. Znači, to je popladne vo petok. Togaš Pilat naredi da mu bide dadeno telото. Bil vlijatelen čovek. I Josif go zede telото, go zavitka vo čisto platno i go položi vo svojot grob, vo svojot nov grob. Znači, той си го isklesal, si platil da si ima grob, kako i deneska što luge si kupovat mesto i si go prigotvuvat i ke dojde vreme koga ke počine. Ja znam, sve ušte se živi luge imat grobovi, duri slika si stavil i godinata na ragene, samo se čeka ona drugata godina. A naš život, znajte koliko je? Od prvata godina do drugata godina, ona crtička. To je život od naš. No da se vratime na tekstot. Go zavjetka vo čisto platno i go položi vo svoj nov grob, što go beše izdlabil vo Karpat i navali golem kamen na grobnata vrata i si otide. Ajde da pretpostavim дека и Јосиф го заборавил гробот. Дека и тој, ги збркал тие гробници. Фарисеите можеле да покажат дека телото е се уште во вистинската гробница. Тие не би заборавили, зашто биле многу. Но не се ни обиделе, туку ги подмителе стражарите, што им рекле на стражарите. Еви пари, а вие кажете дека спиевме, и еве го текстот. А кога одија, некои стражарите дојдоа во градот, им соопштија на првосвештениците за се што беше станало. Значи, пред тоа, чуварите били наговорени да кажат лага, кои ќе ги спрашуваат во градот. И се состанаа со старешините, и се советуваа, им дадоа на војниците многу сребреници, многу. Толку да им ги запечатат устите. Да не кажат вистината. Зашто тие биле очевидци, тие биле полумртви, паднале од славата, од светлоста на ангелите, едноставно им требало време да се освестат и кога дошле назад, знаеле се, но сега биле со парите, устата им била врзана. Кажете дека неговите ученици дојдоа ноќе и ги украдоа. Додека ние, што? Може ли во нив да спие? Знаете, во тоа време смртна пресуда има ако војник спие на стража, на такви одговорни места. И ако за ова чуе управителот, ќе бидат казнити. А што вели ние ќе ги убедиме и ќе ве направиме да немате грижа. Не бојте се, само вие молчете и кажете го она што ние ви укажавме. А тие ги зедоа сребрениците и постапија како што ги поучија. И тоа слово се разгласи меѓу јудејците до денес. Матеј 28 глава. Значи, противниците понатаму одат и велат Христос не воскреснал, но неговите ученици дошли ноќе додека стражарите спиеле и го украле. А потоа, прогласиле низ градот дека Христос воскреснал. Меѓутоа, дали е можно такво нешто да се случи? Претходно, Пилат им дозволил на Христовите непријатели да постават стража како што сакале и побарале доволен број на војници. Не еден, не двајца. Во тоа време, таа група на војници ја водел капетан или стотник, а стотникот командувал со над 100 војници. Замислите, да кажеме немало 100, ама имало десетици војници, поставено на сите ќошкови во гробницата, очигледно на влезот, подолу, погоре, не можело пиле да помине, а камоли еден уплашен Петар, кој целиот се тресел од страв, збунет, или останатите ученици. Значи имало десетици војници, бидејќи им било нагласено дека можно е да се изврши терористички напад од страна на учениците и да го украдат телото. Зарем е можно? Тоа еврејските водачи сигурно го нагласиле и Пилат рекол, земете колку сакате војници, поставите и биете сигурни. И на крај што бил запечатен? Со што бил запечатен гробот? Да, запечатен со печатот на Пилат. Не може тука никој да влезе. Затворен со голем камен. И читаме понатаму Матеј 27 неизвестно че историју стиг вели, а на идниот ден
по подготувањето првосвештениците и фарисеите се собра кај Пилата и му река: Господаре, се сетивме дека ово измамник, гледате како Исуса го нарекуваат измамник. Уште додека беше жив, рече: ќе воскреснам по 3 дни. Зато заповедај да биде чуван. И Пилат вели: еви стража, одеде и чувајте го како што знаете. Ти отидоа и го обезбедија гробот, го запечатија каменот со стража. Тоа е еден факт кој нема подлога библиска дека навистина учениците го украле Христовото тело. Понатаму одиме. Некој верува дека Христос не умрел на крстот, туку бил во полусвесна состојба и дека подоцна едноставно кога бил сместен во гробот, таму било влажно и се освежил, односно воскреснал, односно се пробудил. Значи не бил целосно мртов. И така неговите ученици тоа го прогласиле за воскресение. Филозофите, браќа и сестри, мислителите велат дека не може да прифатат чуда. Знаете, денеска филозофите не прифаќат чуда. И денес. Тие велат дека чуда не постојат. Еве ги нивните причини. Ќе наброим само 4. Чудата се кршење на природните закони. Така тие велат. Второ, искуството не учи дека природните закони се фиксни и непроменливи. Трето, невозможно е да се прекршат или променат непроменливите закони. И четврто, чудата се затоа невозможни. Тоа би значило, ако ги следиме овие нивни 4 правила, никогаш не се случило воскресението на Исус Христос. Дали е тоа можно? Дали може да им веруваме на овие филозофи? Природниот тек на нештата е регуларноста што науката може да ја проучува, бидејќи процесите постојано се повторуваат на ист начин. Еве, например, затемнување на сонцето или некои феномени во природата. Науката знае, зашто веќе тоа поминало, дека ќе има замрчување на сонцето или дека ќе се случи ова или она. Зошто? Затоа што веќе тоа природен тек оди и тие тоа го изучиле и го знаат, го следат. Меѓутоа, единственоста е единствен настан надвор од редовниот тек на нештата, па науката тоа не може да го проучи и да го свати. Ако ние луѓето не може да го разбереме како се случуваат сингуларитети, не знам тој збор дали го знаеме, сингуларитети, тоа значи сингуларност или единственост, значи единичен настан спротивно на повеќекратното секојдневно случување. Тој термин што се користи во науките воопшто за да опише единствен настан со важни импликации во областа што се изложува. Еве ќе ви сега спомнам пример од минатото кој бил единствен и тогашните филозофи не го разбрале. Пред малку учевме за потопот. Пред потопот дали врнело дожд? Библијата вели немало такви дождови. Тогаш научниците што правиле со Ное, филозофите? Дали му се смееле? Го исмејувале. Зошто? Според нивните толкувања, според тие нивни предвидувања што веќе ги имале изучено во минатото, немало дождови. И сега доаѓа некој си старец по име Ное и вели: комши, пријатели, граѓани, ќе има дожд. Така Бог ми кажа. Ќе има навистина изливање на реките. Ќе има потоп. Ное го градил бродот за да се спаси од потопот. Но подосна, после 120 години, кога се распаднал вообичајниот тек на настаните, дали било предосно да влезат во ковчегот? Било, така? И тие слики, тие сцени, како уметниците ги нацртале тие моменти кога доаѓаат луѓе со торби, со куфери и тропаат со ранчеви на грбот, но е отвори, сега ти веруваме. Но дали било предоцна? Било. Зошто? Затоа што според тие филозофски тумачења што ги спомнав, значи такво нешто е невозможно, прекршување на природните закони, невозможно да има дожд. И сега кога ние велиме, кога Библијата вели дека Христос воскреснал од мртвите, филозофите велат не, тоа е невозможно. 2 тона земја ќе дојде на него, ќе изгние 1000 години поминало, нема ништо од тој човек, да воскресне, нема шанси. Значи, кога се распаднал вообичајниот тек на настаните, било предосно да влезат во ковчегот. И потопот вели, ги однел сите они кои тврдели дека чудо не постои. Дека чудото кое Бог го прорекол, дека ќе се случи невозможно, не постои.
Меѓутоа, они кои мислат да ја следат науката, веруваат во многу појави во исто време, иако овие појави се сингуларности, а не законитости. Еве, например, научниците кои прифаќаат еволутивен поглед на светот, веруваат дека светот настанал само еднаш од таа голема експлозија. Гледате, тие веруваат во такви феномени кои се случиле во минатото. Значи, тие велат дека животот настанал само еднаш со утекот на историјата. Нема повеќе животи да настануваат. Се родил некој си живот тамо, тоа не го објаснуваат и сега само го објаснуваат од тој човеколик и мајмун, од тие водоземци и гмизавци, како човекот се исправа, ете на крајот, односно мајмунот, и на крајот доаѓа до ова совршено својство или битие како човек. Овие настани не може да припаѓат на законитоста, туку на онаа другото. Значи, самите научници кои не веруваат во постоење на чуда ја прифаќаат големата експлозија и спонтанните генерации како научен факт, што не е во согласно со ставот дека тие феномени се возможни. И затоа, браќа и сестри, воскресението не може да се отврли, затоа што не се вклопува во размислувањето на тие филозофи кои немат објаснување. Тоа се прифаќа само со вера. Ние го прифаќаме воскресението со вера. Иако имаме сега библиски докази, но никој од нас не видел воскреснат човек. Туку тоа го прифаќаме со вера, благодарение на овие записи, што луѓето во тоа време биле сведоци на тој феномен воскресение. И сега одиме еден чекор понатаму, многу изјави од историјата се тестирани многу помалку отколку животот на Исус Христос. Еве, да го погледнеме на брзина описот на Исус Христос, на животот на Исуса Христа и со тоа и неговото воскресение. Што се тоа автограми? Автограми се записи напишани од самите автори, очевидци. Од овие оригинали или автограми се создавале ракописи со копирање. Ние знаеме дека денешната Библија не е оригинална, ама е верен оригиналот, зашто кога веќе постоел оригиналот, Бог подигал луѓе кои ја припишувале од оригиналната Библија или тие списи припишувале примеруци оригинални. Така да, ако ја погледнете денеска литературата, ќе видите дека има многу повеќе новозаветни ракописи од било која друга книга во Стариот Завет. Што значи тоа? Како да Бог особено сакал да го зачува овој текст и затоа потикнал 4 писатели кои пишуваат исти предмет. Тоа биле, како што знаеме, Матеј, Марко, Лука и Јован, а подоцна ќе кажеме и други писатели. Новиот Завет, браќа и сестри, е поддржан од повеќе од 5300 ракописи. Тоа значи дека имаме многу информации за Христовото воскресение. Овие ракописи се историја, тоа е наука, тоа е нешто опипливо. Еве, еден ученик кој не бил очевидец на тие настани, се вика Лука, ќе видиме дека тој испрашал очевидци и тоа го преточил во Библијата, во Евангелието според Лука. Читам во Лука 1 глава од 1 до 4 вели, бидејќи мнозина почна да ги опишуваат настаните, кои се наполно уверливи меѓу нас, како што ни ги предаде оние кои од почетокот беа очевидци и служители. Гледате овде, очевидци и служители на Словото. Помислив и јас, намислив и јас, откако испитав се подробно од почетокот да ти ги опишам поред, честити Теофиле, за да ја разбереш вистината на она во кој што си бил поучуван. Значи, точноста на новозаветните ракописи, браќа и сестри, поголема отколку другите книги што постојат. Еве, например, ако го земете индискиот Махабхарата, тој е 90% точен во неговите ракописи. Или, например, копиите, ако ги споредите на Хомеровата Илијада, во однос на оригиналот, точноста е некаде 95%. Тоа се книги историски на разни филозофи. Ако се спори точноста на примероците на Новиот Завет, во однос на оригиналните автограми, точноста е 99%. Скоро, значи, 100%. И затоа различити автори пишувале за Христа, посебно за воскресението.
различити автори. Ако сакаме да го негираме, например, Христовото воскресение како историски настан, тогаш мора да се сомневаме и во другите настани. Зошто многу луѓе се сомневат во воскресението, а го прифаќаат раѓањето или некои други историски податоци од Библијата. Реков, 4 евангелија пишувале и зборуваат за тој феномен Христовото воскресение. Може би Бог рекол, чекај, не е доволно 4, ќе најдам други луѓе кои тоа истото ќе го потврдат како независни извори. И затоа, освен Матеј, Марко, Лука и Јован, Бог ги потикнува да пишуват за тој настан и Јаков, Петар, Јуда, братот на Јаков. Сите овие се автори кои зборуваат, кои пишуваат за Христовото воскресение на свој начин, на свој хармоничен начин. И затоа, браќи и сестри, нема дилеми дека овој настан, Христовото воскресение, е срцевината на христијанството. И затоа не треба да се ние сомневаме дека навистина Христос воскреснал. Во Стариот Завет, за да се потврди некој настан, колку сведоци биле потребни? 2 или 3, да тој настан добие судска разрешница или да биде настан на кој ќе му се верува. Значи 2 сведоци до 3. А колку овде имаме сведоци? Многу повеќе. Дека навистина тој настан се случил, односно Христос воскреснал. Во една друга прилика пишува дека над 500 луѓе го виделе Христа после воскресението. Еве да го прочитаме тој текст. Прво послание до Коринќаните, 15 глава од 1 до 8. Но ве подсетувам, браќа, Евангелието што ви го открив и што сте го примиле, во кое стоите и преку кое сте спасени. Ако го чувате како што ви открив, но ако верувате залудно според писмото. Христовата смрт била проречена во Стариот Завет и да биде погребан и да воскресне на 3-тиот ден според писмото. И да се појави на Кифа, потоа на 11 апостоли. Тогаш еднаш го видел повеќе, гледайте сега, повеќе од 500 луѓе, браќа, од кои многумина се уште се живи, а некои дури и умреле. Му се открили на Јаков, потоа на сите апостоли, а потоа и на мене. Што значат овие стихови? Кога живеел Павле? После кога починале учениците. Павле на едно место вели, јас сум недоносци, ја не се осеќам, не се чувствувам дека сум еднаков со тие 12 апостоли. Не сум достоен, со други зборови. И на крајот вели, ми се откри и на мене. Павле нагласува, браќа и сестри, дека овие очевици во тоа време се уште биле живи. Се уште биле живи. И дека секој можел да ги најде и да ги праша што се случило. Многу е важно да тоа го сватиме. Павле после 30 години од Христовото воскресение се уште ги испрашува очевиците. И тој тоа го пишува педантно во своите извештаи. Можел да провери, да ги провери сведочењата на сведоците. Да запозне луѓе кои го виделе Христовото воскреснатиот Христос. Во времето на Христа, на почетокот спомнав, гробовите претежно биле клесани во карпа и на влезот се ставал голем камен. Во Христово време тоа било скапо да се има гроб, бидејќи не било лесно да се копа, само богатите. Ние читавме на почетокот, Јосиф бил човек богат и можел да си дозволи да има таква гробница и сега ја остапил во неа да биде погребен Исус. И сега што се случува? Лука 24 вака вели, а во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носејќи ги мирисите што ги приготвија. И сега чудо големо. Го најдоа каменот одвален од гробот. И кога влегоа, не го најдоа телото на Господа Исуса. И додека стоја збунети заради тоа, ете пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Бидејќи беа уплашени, ги наведнаа лицата кон земјата, а тие им рекоа, зошто го барате живиот меѓу мртвите? Тој не е тука. Воскресна. Спомнете си како ви зборуваше додека уште беше
во Галилеја, говорејќи дека човечкиот син треба да биде предаден во рацете на грешниците и да биде распнат и да воскресне на третиот ден. И си ги спомна неговите зборови. И кога се врати од гробот, им го соопштија сето тоа на учениците 11, кои биле и на сите други сокриени. А тие беа Марија Магдалена и Јоана, Марија, Јакововата мајка и други жени со нив, им го кажа тоа на апостолите. Замислете некој да ви соопшти ваква вест. Вашата мајка или баба или некој роднина, некоја ваша блиска, оди на гробишта, да го посети гробот, а замислете вратата отворена. И го нема покојниот. Како би бил тоа шок? Радост или страв? Последна книга од Френк Морисон, наречена "Кој го тргна каменот" или "Кој го отстрани каменот". Каменот на влезот на гробот бил многу голем. Па се постава прашањето, ако на гробот дошле само жени, кој го извадил тој голем камен? Тој бил ставен како на некоја подлога, како некоја шина, би рекле ние, да може да се тркала. Но сепак требало да се турне. Тоа требало силни мажи да може да го тргнат каменот на страна. Стражарите не сакале. Може би жените ми рекли: ајде Господо, тргнете го да влеземе. Тие не смеле по никоја цена, зашто што бил каменот запечатен. И тие би биле оптужени. Апостолите ги немало. А ниту војниците кои биле вооружени и поставени на одредени точки околу гробницата, немало пристап да дојде тука Петар, Јован, Филип или некој од останатите ученици. Единствено логично е она што е напишено во Библијата, во Светото писмо, дека самиот Бог, односно самите ангели го тргнале каменот, ангели кои биле испратени од Бога. И сега, ајде малце да одиме понатаму. Што се случило кога жените се вратиле назад? Им кажуват на апостолите. Лука 24:11, еве Лука што кажува. И нивните зборови им се чинија како лага и не им верува. Дури Петар, кој постојано ги слушал тие зборови дека Исус ќе биде 3 дена во гробот, ќе воскресне, Исус тоа го најавувал. Па тие го читали Стариот Завет, бидејќи псалмиста зборува и останатите пророци за Христовиот живот, што ќе се случи. Петар не можел да поверува, туку веднаш потрчал да провери што се случило со Христовото тело. И замислете сега, Петар, најстариот, и Јован, најмладиот ученик. Слегнуваат по скалите од куќата и се опатуваат по таа главната улица, кој ги води до гробиштата. Може би Петар постар, Јован го испреварил, оди пред него, со брзи чекори трчаат и така задихани доаѓаат тука и навистина каменот го нема, е тргнат. Петар се однесол како вистински научник, затоа што не сакал лесно да поверува. Тој сакал самиот да се осведочи. Иако за Тома велиме дека е неверен и сака да опипа, да допре, и Петар бил сличен, сакал да се увери, не им верувал на жените. Кој денеска ќе им верува на жените? И сега текстот вели 12 стих во Лука 24:12. А Петар стана и отрча до гробот, се наведна и ги виде само ленените завои. И отиде назад, чудејќи се за се она што се случило. Браќи и сестри, драги присутни, ако апостолите го измислиле, или ако апостолите измислили дека Христос воскреснал, сигурно дека таквите неморални личности би се обиделе да се представат во најдобро светло. Меѓутоа, апостолите во своите списи признаваат дека биле сокриени. Тие тоа не го скриваат негде, да кажат, ете, ние бевме собрани, тука се молевме. Не, тие пишуваат дека биле сокриени од страв евреите да не ги убијат. Тие дури го напишале во своите извештаи фактот дека веста за воскресението на кого била прво објавена? На кого? На мажи или на жени? На жените.
Иако изјавите на двајцата или повеќе сведоци се сметало за веродостојни, значи имало повеќе од две жени, и Петар требал да поверува веднаш, а не да оди горе да трчи на гробиштата и самиот да се увере. Значи, според еврејската традиција, изјавите на жените воопшто не биле земени во предвид. Апостолите не се обиделе да ги разубават на станите, доку запишеле онака како што било вистина. И тоа ние го читаме денеска во Библијата. Христос ги избрал жените да им се јави на нив после воскресението, бидејќи Бог се грижи за оние кои луѓето ги сметат за најмали и слаби суштества. И денеска во некои држави, во некои земји, жените се како втора категорија. Не се еднакви, а Бог ги почитува и жените и мажите еднакво. Браќи и сестри, гробовите на познатите луѓе од секојаш биле место каде што луѓето доаѓале. Нивните следбеници во историјата на таквите луѓе доаѓале, особено на верските водачи како Мухамед, Буда, некои спортисти, пеачи, познати луѓе. И тие гробови стануваат мета или мека или место кај што доаѓаат луѓе да се поклонат. Еве како на Елвис Присли гробот во Америка. Или еве како нашиот Тоша што загина. Ако одидете во Кршево, таму ностоп има посетители. Ностоп има луѓе кои доаѓаат, палат свеки, носат венци, цвеки и така натаму. Значи, Христовиот гроб никогаш не станал место за аджилак, бидејќи Христос воскреснал и неговото тело повеќе не е во гробот. Еве, уште неколку аргументи да кажеме дека навистина Христос воскреснал од мртвите. Прво, рековме дека психолошки е невозможно да кажеме дека Христовите ученици да го украле телото Христово, бидејќи едноставно тие биле толку збунети, толку разочарени, толку безхрабрени, немал кој да ги организира, да извршат една таква диверзија, да ги збунат војниците и да имат пристап до самиот гроб, за да го извадат Исусовото тело. Ако мислели да направат некоја лага, да го сокријат некаде на друго место и да кажат, дојдете, видите, гробот е празен, Исус не е повеќе внатре. Тие го следели Исуса 3,5 години, ги оставили своите роднини, ги напуштили своите работни места и го следели Исуса. Тие потајно верувале дека сепак Исус ќе се ослободи од еврејскиот, односно ќе го ослободи еврејскиот народ од римјаните. Тие најверојатно верувале во себе си длабоко дека Исус ќе основа свое царство. Тие ќе бидат првите негови соработници. Знаете, кога ми избори, секоја политичка партија агитира и тие кои се најблиско до председателот на партијата, каде одат после ако победат? Во влада, министриски места, некои директорски и така. Значи, тие се надеваат дека ќе влезат во идната влада. Очигледно и тие така потено. Па имаме извештај кога една мајка на едни двајца браќа дошла кај Исуса со молба, ако е можно, едниот да биде што? Одесно, а другиот одлево кај него, во најблиска близина кај него да се работуваат. А тој ќе биде политички лидер. Но отеднаш, после 3,5 години, наместо да ја земе власта, наместо да добие круна како председател на држава, како водач, тој бил раснат како најголем злосторник на крстот. Како, еве да бидем искрени, како би се чувствувале, какви би биле твоите чувства да сме биле на нивно место? Средно ќе ни биде или не? Секако страшно. Тоа би било длабоко разочарување. Браќи и сестри, ментално, во времето на распнувањето, учениците биле пореметени скроз ментално. Физички се плашиле. Побегнале кога Христос бил фатен. Само Петар го гледаме таму сокриен, десетици метри од судницата, потајно, може ставил некоја капа, може ставил наочари, да не го приметат на дворешно, може би ставил некој јакна, па се вака забрадил. И тука времето било свежо, и тој се сокрил и се приближил тука до еден оган, кај што неколку жени, неколку луѓе се топлеле. Длабоко изнемоштен, се грее покрај оганот и размислувал во својата душа. Се му пропаднало. И сега се прашува, зошто ги остави в мрежите?
Петар, кај ти беше умот? Зошто тргнав по овој чуден учител? А една жена, тука која стоела, го крена погледот и токму очите одат кон Петровото лице. И ти си негов. И ти си негов. А Петар што вели? Жено, Господјо, немој, си ме замешал со некогом. Не сум јас, не сум го никогаш видел. Но по втор пат жената се приближила уште поблиско му вели, и ти си негов. Јазикот што го зборуваш те издава, ти си негов следбеник. Еке, сестри, не било лесно на Петар, не му било лесно. Ова сцена тој никош нема да ја заборави, затоа ќе плаче таму во Јован, последната глава, кога Исус ќе му вели, паси ги моите овци. Таа мисла на издајство ќе го притиска во неговиот ум. И таму 3 пати повторно ќе го праша Исус, дали ме сакаш? Петар вели, не го познавам. Гледате до кој степен Петар пропаднал. Не само Петар, и сите негови колеги биле скрос на нула, како еден акумулатор. Притискаш таму копчето, не пали. Нема струја. Нема вера, разочараност, потиштеност. Библискиот текст вели, сите побегнале во горната соба во градот Ерусалим од страф од евреите. Тие чекале мноштво луѓе да го напуштат Ерусалим и со нив да се помешат како избеглици и тие да заменат од Ерусалим, за да не бидат препознаени, бидејќи можел да ги снајде истата судбина како нивниот водач. Длабоко биле разочарани и сплашени. Во Евангелијата пишува, браќи и сестри, дека Исус исто така морал да ги убеди апостолите дека навистина воскреснал. Дури некои и не верувале на своите очи, па барале допир до неговото тело. Меѓутоа, после средбата со Исуса, кога Исус им се јавил и рекол, мир ви давам, шалом ги поздравува, после таа средба со воскреснатиот Христос, истите тие луѓе кои биле целосно скоро уништени, слободно кажува дека се ученици на Исуса, дека го виделе, дека го опипале, дека тој воскреснал. Ерусалим тогаш не бил голем град. Луѓето се познавале меѓу себе. Како еве Кавадарци, 30, 40, колку има, 35.000 жители. Се познават меѓу себе. Сите знаеле што се случило во градот. Тие знаеле дека таму меѓу Исуса, односно меѓу двајца разбойници е распнат Исус Христос. Тие тврдиле дека Исус е Месија. Сега сите одеднаш ги познавале. И вие сте Исусови ученици. Тие не се срамеле, не се колнеле, не се криеле зад некоја капулјаче, зад некоја капа, туку истрчувале напред. И Петар подосна храбро ќе каже, тој Исус кога го распнавте вие, воскресна од гробот. И не само тој е Месија. И, браќи и сестри, последица од нивното проповедање за воскреснатиот Христос, имам извештај, цифра од 3000 луѓе во еден ден го прифателе Исуса како Месија. А подоцна уште повеќе и повеќе. Црква која повикува луѓе да го следат Христа, не би постоеле тие цркви денеска, ако не Христовото воскресение. Ако Христос не ја победеше смртта, немаше да има следбеници. Кој од нас, или кој од минатото на луѓе кои живеле би умреле за лага? Ове 12 апостоли, сите скоро умреле со маченичка смрт. Тоа може да го читате во историјата. Само Јован Богослов завршил на островот Патмос, иако бил осуден на смрт, но бил ослободен и умира со природна смрт. Може би некој од нив би прифатил да смета дека Христос е жив. Но да умре некој за лага, не знам дали такви луѓе ќе се најдат. Сите овие апостоли биле подготвени да го дадат својот живот за Христа. Смртта веќе не е проблем. Зошто? Па виделе воскреснат човек, дека и ако умреш, како Исус што кажал на Марта и на Марија, ако верувате и ако умрете, повторно ќе оживеете. И Јован еве што кажува. Најмилиот, најблискиот Исусов ученик, она што беше од почетокот, што го чувме, што го видовме со своји очи,
што го наблюдувавме и што го опипаа нашите раце. Замислете, се поздравили со Исуса онај последен ден, кога Исуса го испраќале таму покрај Јерусалим, кај што требало на тој аеродром, би рекол, замислете се во Скопје сте на аеродромот и таму се поздравувате со некој ваш пријател, роднина. Тие се поздравили со Исуса и затоа вели, го опипавме, сведочеме, ви навестуваме дека е жив. И ние тоа го видовме, сведочиме и ви навестуваме вечен живот кој беше со таткото и ни се јави нам. Што го видовме и чувме, тоа ви го навестуваме и вам, за да имате и вие заедништво. А нашето заедништво е со таткото и неговиот син Исус Христос. Ние ви го пишуваме ова, за вашата радост да биде целосна или полна. 1 Јованова 1:1-4. И замислете сега, нивните усти биле полни со зборот живот се појави. Видовме, слушнавме. Живот, живот, живот. Тоа било како Оче наш, како Татко наш изрази кои тие ги употребувале. Го видовме животот. Смртта повеќе не е неизбежна трагична реалност, бидејќи има некој што е победил смртта. Браќи и сестри, апостолите се најголемите сведоштва за Христовото воскресение. И замислите, за помалку од 1,5 век, од една непозната религија, од една група од 12 луѓе, ќе го запала целиот свет. Христијанството ќе стане доминантна религија во Римската империја. Се вели дека во 4. век самиот император на Рим станал христијанин, барем по име. Царот Константин, сте слушнале за него, така? И тој станал христијан по име, само да ги намами евреите да направат компромис. И знаеме во почетокот саботата и неделата оделе паралелно на светкување, на обожавање, се до оној миг додека не се зацврстил во власта и наредил секој кој ќе работи во недела ќе биде убиен или затворен. И затоа, браќи и сестри, денеска ние како христијани адвентисти, па верувам дека и многу други христијани чврсто веруваме во Христовото воскресение. Дека тоа не е нешто измислено, туку дека тоа е факт. Милиони христијани во минатото го дале својот живот токму за тој Исус, кој вели во Откровение, знаете таму во 1 глава, кај што Исус дава една изјава. Една силна изјава вели 1 глава Откровение 80 стих и 70. Не бој се, јас сум првиот и последниот, и живиот и умрев. И ете, жив сум во сите векови. Амин. Ги имам клучевите на подземјето и на смртта. Аки сестри, иако сатаната преку пилата го запечатил гробот, многу бројни стражари дошле вооружени да го чуват приодот до самата гробница. Но милион демони да дошле и милиони војници да биле поставени, не можел да го спречи ангелот Гаврило, кој дошол и рекол: Исусе, татко ти те вика. Не можеле тука да го спречат сите демони кои сатаната ги има на својата страна. Христовите ученици не го украли телото, нити биле способни таква диверзија да направат, да го украдат телото и да го украле, што би со тоа направиле? Исус би бил и понатаму мртов. Нивната вера и надеж би се подпирала на мртов човек наместо на воскреснатиот Исус. Христос воскресна од гробот. Нека Господ ни помогне да навистина и нашата вера денеска, кога ќе изгубиме некој наш близок, мил и драг, да не ја залула таа наша вера во Христовото воскресение, да не бидат тоа такви силни бранови кои ќе не потопат, туку тоа да биде време кога целосно ќе му се предадеме на Бога, да ни даде сила да издржиме тие тешки удари, зашто смртта е најголем Божи, односно наш човечки непријател. И да заклучиме на крајот. Павле вели, ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна, суетна е нашата проповед. Празна е нашата вера. При тоа се наоѓаме и како лажни Божи сведоци, дека сведочиме за Бога,
дека го воскреснал Христа, кого не го воскреснал, ако навистина мртвите не воскреснуваат, зашто ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е нашата вера. Вие сте уште во вашите гревови. Тогаш и они кои умреле во Христа загинале. Ако само во овој живот се надеваме, ние сме најнесрекните луѓе на оваа земја. Но сега Павле вели во 1 Коринтијаните 15 глава, Христос воскресна од мртвите, како првенец на оние кои умреле. Браќи и сестри, да не било Христовото воскресение, религијата ќе немаше својата смисла. А верниците, како овде што вели Павле, ќе биле најнесрекните луѓе. Ако умреме и исчезнеме за секојаш од овој свет, тој рече си како и да не сме постоеле. Но ете, Бог обезбедил доволно сведоци и логични докази дека Христос воскреснал, не ослободил од гревот и не обезбедил вечен живот. Има само едно објаснување за празниот гроб. Исусовото тврдење дека Исус Христос, Божи син, навистина не може да го врзат тие синџири на таа смрт и таа темнина. Зошто? Зато што Христос не погрешил. Пишува еден духовен писател, кога Христос би направил еден грев, тој би останал вечно во гробот. Би го изгубил божеството. Меѓутоа Исус беше достоен. Како што вели Павле, тој не направи ниту еден грев. Само се зеде човечка природа, се сочувствуваше со нас и го положи тој испит на верата и остана до крајот на својот живот на страната Господова. Браќи сестри, Христос е жив денеска. Како овде што вели писателот во Мати 28 на жените, тој не е тука, зашто воскресна како што рече. Понатаму Павле вели, зашто ако со своето уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во своето срце веруваш дека Бог го воскреснал од мртвите, ќе се спасиш. Еве порака за сите нас на крајот. Значи, Христовото воскресение е суштината, срцевината на религијата. Воскреснатиот Спасител, Исус Христос е гаранција за луѓето кои ќе воскресат еден ден кога Исус ќе дојде повтор пат на оваа земја. Господ нека не благослови, нека ја заакне нашата вера во воскреснатиот Исус. Христос воскресе. Навистина воскресе. Амин.